17 глава. Неговите односи. Изолираноста не е здрава. На сите нам ни е потребно влиянието од добрите луѓе, за да останеме на правиот пат. Секоја брачна двојка треба да има барем две двојки силни во верата, со кои ќе можат да споделуваат охрабрување, сила и изобилството на нивните животи. Кога сме во близина на такви луѓе, тогаш се изградуваме, се збогатуваме и се исполнуваме. И тоа ни помага да ги гледаме работите какви што се, кога ни се чини дека губиме контрола врз нив. Кога позитивните особини на другите луѓе се пренесуваат на нас, тоа е најдоброто нешто за еден брак. Се сеќавам кога еднаш јас и Мајкл имавме расправија токму пред да одиме на вечера кај една друга брачна двојка. Возејки натаму, седевме во напната тишина и единственото нешто на кое што можев да мислам беше како ќе ја поминеме вечерта, без да направиме другата двојка да се чувствува непријатно. Кога пристигнавме, топлината, љубовта и богатата побожност што ја почувствувавме од нив, имаа влијание врз нашите мисли и чувства. Набрго се смеевме, разговаравме и поминувавме прекрасно време, заборавајки на она што претходно се случи. Она што овие двајца луѓе го имаа, не беше само дух кој вели ајде да се забавуваме. Тоа беше Господовата радост, која се пренесе и на нас. Сме видели и како истото ова се случува обратно. Многу пати, кога некоја брачна двојка насреде брачна расправија ќе дојдеше кај нас на вечера, си заминуваше со мир во нивните срца. Една двојка дури и ни се јави кога требаше да пристигнат, кога вечерата беше целосно подготвена, за да ни кажат дека штотуку имале лоша расправија и дека не би било можно да бидат пријатни гости. Им реков дека целосно ги разбираме, бидејќи и самите истото сме го искусиле, но дека сакаме да дојдат, дури и да седат молчејки цела вечер. Сепак треба да јадеме, им реков. Ако треба, ќе седиме на спротивните страни од масата. Беше потребно малку убедување и тие дојдоа и на крајот излезе дека тоа беше една навистина прекрасна вечер за сите. На крајот дури и се смеевме на она што претходно се случи, а тие си заминаа рака за рака. Да бидеме добри пријатели со побожни луѓе кои го љубат Господа, не се случува туку така. Треба да се молиме такви луѓе да влезат во нашите животи, а потоа кога ќе ги најдеме, треба да продолжиме и понатаму да се молиме за тие односи. Исто така, треба да се молиме и за заштита од негативни влијанија. Библијата вели да не се впрегнуваме во нееднаков јарем со неверниците. 2 Коринќаните 6 глава 14 стих. Тоа не значи дека никогаш не смееме да бидеме во близина на некој што не е христијанин, но нашите најблиски, највлијателни односи треба да бидат со луѓе кои го познаваат и го љубат Господа, инаку ќе трпиме последици. Праведникот внимателно го избира својот пријател, а нечестните ги заблудува нивниот пат. Пословици 12 глава 26 стих. Токму затоа е многу важно да имаме црква дома каде што ќе можеме да среќаваме луѓе какви што ни се потребни. Избери да бидеш близок со високо квалитетни луѓе, со оние чии срца се насочени кон Бог. Моли се исто така и твојот сопруг да има побожни машки пријатели. А кога ќе ги најде, дај му време да биде со нив без да го критикуваш. Таквите пријатели ќе го подобрат. Железото се остри со железо и човекот го остри лицето на својот пријател. Пословици 27 глава 17 стих. Тие добро ќе влијаат врз него, како што маслото и мирисот го веселат срцето.
така и сладоста на пријателот преку срдечен совет. Пословици 27 глава, 9 стих. Се разбира, ако тоа стане обсесивно, моли се за рамнотежа. Откако ни се родија децата, Мајкл работеше секој ден и ноќ во текот на неделата, а за време на викендите целото слободно време го поминуваше играјќи голф, бейсбол или фудбал со своите пријатели. Имавме многу лоши расправи во врска со тоа, но никакви промени не се случија, се додека не почнав да се молам Бог да го убеди и да го сврти неговото срце кон својот дом. Бог направи многу подобра работа, отколку што јас некогаш би можела да направам. Често мажите имаат помалку блиски пријатели отколку жените, заради времето кое тие го поминуваат во градење на својата кариера. Тие не ги преземаат потребните чекори за развивање на блиски пријателства како што тоа ние го правиме. Токму тука, молитвата може да направи разлика. Дури ако твојот сопруг не е верник, сепак можеш да се молиш да има побожни пријатели. Една моја блиска пријателка има сопруг кој не го познава Господ и ние многу пати се молевме за него да има побожни пријатели и да биде во контакт со верници онаму каде што работи. Бог досега донесе толку многу силни христијани во неговиот живот, што дури и се смееме за тоа како Господ го опколи. Моли се за сите односи на твојот сопруг. Тој треба да има добри односи со своите родители, браќа, сестри, тетки, чичковци, роднини, колеги и соседи. Моли се ниеден од неговите односи да не биде нарушен заради тоа што не може да прости. Сопруг кој е измачуван од неопростување не е добра гледка. Молитва. Господе, се молам името на сопругот да има добри, побожни, машки пријатели со кои ќе може отворено да го сподели своето срце. Нека тие бидат доверливи мажи, полни со мудрост, кои ќе ја зборуваат вистината во неговиот живот, а не само она што тој сака да го слушне. Пословици 28 глава, 23 стих. Дај му проникливост за да се одвои себе си од секој што би имал лошо влијание врз него. Прво Коринќаните, 5 глава, 13 стих. Покажи му ја важноста од побожни пријатели и помогни ми да го охрабрувам да ги задржи. Дај ни побожни брачни двојки со кои ќе ни биде удобно да го споделуваме нашиот живот. Се молам за цврсти, смирени односи со секој од членовите на неговото семејство, со соседите, со познаниците и со колегите. Денес посебно се молам за неговиот однос со именуваја личноста. Инспирирај отворена комуникација и взаемна прифатеност меѓу нив. Нека има помирување онаму каде што имало отуѓување. Реши ги оние работи што треба да бидат решени. Се молам во своето срце да ги почитува своите татко и мајка, за да живее долго и за да биде благословен во својот живот. Излез 20 глава, 12 стих. Помогни му да биде личност која простува, а не да има омраза кон некого или во своето срце да има нешто против некого. Господе, во Твоето слово рече дека оној кој го мрази својот брат е во темнината и во темнината живее и не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. 1 Јован, 2 глава, 11 стих. Се молам мојот сопруг никогаш да не биде заслепен од темнината на неопростувањето, туку секогаш да оди во светлината на простувањето. Нека не осудува, ниту покажува омраза спрема некого, туку нека запомни дека сите ќе застанеме пред Божиот судски престол. Римјаните, 14 глава, 10 стих.
Помогни му да ги люби своите непријатели, да ги благословува оние кои го прогонуваат, да им прави добро на оние кои го мразат и да се моли за оние кои го прогонуваат. Евангелие според Матеј, 5 глава, 44 стих. Се молам да ме смета за неговиот најдобар пријател и нашето пријателство еден со друг да продолжи да расте. Покажи му што значи да бидеш вистински пријател и помогни му да биде еден од нив. Моќни алатки. Да внимаваме на тоа да се поттикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела, не напуштајќи ги заедничките собирања, како што некои имаат обичај, туку да се бодриме еден со друг. Евреите, 10 глава, 24 и 25 стих. Ако принесуваш дарување пред олтарот и се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, остави го таму својот дар пред олтарот и оди првин смири се со својот брат, па потем врати се и принеси го дарувањето. Евангелие според Матеј, 5 глава, 23 и 24 стих. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме општење еден со друг. Прво Јован, 1 глава, 7 стих. Внимавајте, ако сгреши твојот брат, искарај го и ако се покае, прости му. И ако 7 пати на ден сгреши против тебе, и 7 пати се обрати кон тебе и рече, се каам, прости му. Евангелие според Лука, 17 глава, 3 и 4 стих. Ви давам нова заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. По ова сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Евангелие според Јован, 13 глава, 34 и 35 стих.